Почитувани присутни, почитувана јавност, дами и господа, ценети колеги, имаме предлог за разрешување на министер без ресор, министер за кој што и владата и ние пратениците гледаме дека ништо не сработил во периодот додека бил министер. Имено министерот кој што требало да биде министер за диаспора, изминатиот период не сработил ништо, не реализирал ништо и може би е оправдано да биде разрешен. Меѓутоа, кога ќе гледаме како се реконструираат министрите, па и премиерот беше сменет, реконструиран, сам се повлече, и кога ќе видиме дека изминативе 6 години имаме ние една од најнеспособните и најнеуспешните влади, што ја измачува Македонија и нејзините граѓани изминативе години, мислев дека владата, колегите пратеници од СДСМ и сите ние ќе имаме доблест да дадеме можност да има нови избори, на кои што ќе има избор на нова влада, која што знае и што треба да се испорача на граѓаните и како да се помогне на државата. За жал, тоа не се случи, затоа што приоритет на оваа влада, на овие министри, на овај состав на ДУИ и СДСМ е грабежот. Не е градењето на државата, туку грабежот на државата и на она што е буџетот. Жално е што во мотивите на овие две партии за учество во влада не се приоритет граѓаните. Како и да се реконструира и кој да влезе во оваа влада, таа ќе биде иста онаа влада која што ништо не испорача изминативе 6 години. И јас гледам дека оваа влада нема кадровски проблеми, затоа што секое кадровско решение што досега беше понудено е од лошо по лошо, туку оваа влада има системски проблем. Системскиот проблем на владата се влече изминативе години и тоа е во она што тие изминативе 5-6 години не сработеа ништо. Немаа програма за работа. Не испорачаа ништо за граѓаните. И затоа ќе повторам дека ние имаме системски проблем, а системските проблеми бараат системски решенија. А системско решение досега не можеше да испорача ни претходниот премиер, ни сегашниот премиер. И затоа сега кога ќе зборуваме ние за министерот што бил задолжен за диаспора, ние зборуваме за сите министри во владата. Затоа што изминатиот период ги руиниравте сите институции, ги обезвреднивте институциите. Направивте да има девалвација на високо образовани кадри во сите институции. Девалвација на квалитетни кадри, личности кои што ќе можат да помогнат на тие институции. Зошто? Затоа што успеавте да ги избркате најдобрите. Успеавте изминатиот период од институциите да избркате најквалитетните. И зошто е тоа така, бидејќи за владите на СДСМ и ДУИ не се приоритет најдобрите, најквалитетните, за оваа влада е приоритет да бидат вклучени најнеспособните, да бидат вклучени оние кои што ќе земат диплома за една недела од некоја институција високообразована што нема ни кредибилитет да биде високообразовна институција, ниту добиена акредитација, меѓутоа таквите кадри ги земаат местата на овие што се најквалитетни и најдобри. И ние допрва ќе се соочуваме со проблеми во администрацијата во Македонија. И сега, покрај тоа што испорачавте безброј лаги во изминатиот период, ние денес имаме влада која што себе си се нарекува Обединет фронт за Европа. И јас ќе ви кажам, почитувани, ова не е Обединет фронт за Европа, ова е фронт за да се остане уште плюс ден во влада, за да може да се продолжи со она што го започнавте. Со криминалот, со корупцијата, со грабежот, со руинирани институции. И секој знае во државава дека мотивот за да се обстои оваа влада не се алтруистички, туку се криминални. Изминативе години и СДСМ и ДУИ не донесоа апсолутно ништо за граѓаните и за државата.
резултатот на таквото владење во изминативе години е масовно иселување на граѓани од нашата држава и резултат е да се затворат безброј фирми. Последно видов дека само за една година се затворени 6000 фирми. Значи, луѓето најпрво во Македонија бегаа во изминатиот период од економски причини. Денеска од Македонија луѓето се иселуваат и поради правна несигурност и немање на безбедност во сопствената држава. И ако почнавте со живот за сите, или претходниот премиер ги излажа граѓаните, ќе има живот за сите во Македонија, денес сите животот го бараат надвор од нашата држава. И за тоа сте вие најзаслужни. За ваквите политики вие сте најзаслужни и за тоа мора да одговарате. Секој од вас мора да одговара. И денес, кога ќе погледнеме сите сегменти на општественото живење, имаме уназадување. Во сите сегменти имаме уназадување. Нема ниту една институција, ниту едно министерство, ниту во нешто што да се пофали ова влада. Нема прогрес, нема раст. Нема раст во ниту едно поле на општествено живење. Само на полето на криминалот и корупцијата ние сме на врвот. Во Македонија жално и страмно е тоа. Меѓутоа е факт. И факт е затоа што сите го кажуваат, и домашни, и меѓународни фактори. А факт е затоа што и се потрошија 22 милиарди во изминативе години, 22 милиарди се потрошија, а не е реализиран ниту еден проект. Ниту еден проект нема реализиран. Тоа е факт. И факт е дека затоа се борите сега да останете Ден Плюс, за да потрошите уште 5 милиарди и 300 милиони. Во делот на ова, сакам и да ви кажам неколку работи кои што треба да ве натераат да сами да се повлечете. И зошто? Затоа што ние во регионов станавме подсмев. Или статистиките кажуваат дека Македонија е држава со најниска просечна плата во регионот, а со најголема инфлација. Странските инвестиции се речиси запрени, а јавниот долг надминува 7,5 милиарди, што представува опасно висока задолженост. Клучен е и алармот дека постои секогаш висока корупција. Еве, пристигна и министерката што е задолжена за корупција. Да, вице-премиерка. И во делот на ова го постигнавте најголемиот неуспех што го имала некоја влада што го имала неуспехот е владата на СДСМ, затоа што единствена влада е што успеала во изминативе 5 години од вработено 795.000, ние да имаме 100.000 помалце вработени луѓе. Значи ние од изминативе 5 години, од вработени 795.000, денес имаме вработени 693.000. 100.000 помалце луѓе вработени има во нашава држава. За какви успеси, за каква влада разговараме, ако 100.000 плати од нашава држава се заминати или надвор, или не влегуваат во нашево стопанство. Ние имаме 100.000 плати помалце во држава. Или ако зборуваат за инфраструктура, тоа навистина е смешно и е трагично што го кажуваат. Јас би им препорачал, наместо да кажуваат илјадници километри на патишта што се направени, поминете по патиштата, закрпете ги дупките, офарбајте ги оградите и вегетацијата што е надвисната на патиштата, затоа што жално е и тоа како не перцепираат оние што идат од надвор овде вака во Македонија, затоа што ние сме единствена држава каде што има започнати проекти многу години и останати се така. Има многу проекти кои што ги ветивте во делот на транспортната инфраструктура и тие се останати во заборав. Она што го ветувавте за пругата Кичево-Лин, наместо да отворите нова пруга, вие ги затворивте редовните линии што се обраќаа во изминативе 50 години во државава. Ова е жално и за ова мора да има одговорност, да знаете. Одговорност ќе има и за тие што